Турци, се надевам нема да ми замери. Прво, кога ја пишувале програмата на СДСМ, или не сте знаеле што пишувате, пошто требало да ги знаете овие работи кои што сега ги кажавте како релативизирање на ветувањето што сте го дале, или свесно сте напишале неточно ветување. Да не употребам полош збор. Тоа е првиот заклучок. Не можете денеска, после 3 години мандат, да ги релативизирате обврските кои што сте ги превземале пред граѓаните. Тоа требало да го знаете пред да ги превземете. Еве, го бирам подоброто сценарио. И верувам дека е подоброто сценарио. Втора работа. Цел говор да го базирате за ветување кои што вие сте го дали. Со сите министри, со сите директори, со сите градоначалници ваши, со инспекторати, со чуја, рагови, све владеете, од председател на држава до местни заедници. Све владеете. И сега да го релативизирате вашето ветување со советот на општина Росома, на општина од 3-4 000 жители. Не оди таа работа. Не оди таа работа. Вие сте го ветиле, господин Иванов. И тоа замислете, ако и советот на Росоман го одобри тоа, представува отстапување на ингеренција. Нема ни физибилити студии, ни проекти, ни изведбени проекти, нема ни локација, господин Иванов, кај би се градило тоа. Нити урбанистички планови, па макар бил лупа да не знам како сакат. Значи, дури советот на општина Росоман утре да ја донесе таа одлука, до момент на изградба на таква фабрика во Вардарски плански регион, уште еден мандат. Пред да почне темелот да се удри, како да ви кажам. Затоа велам, заклучокот ми е дека или не сте знаеле што ветувате, па сте рекли, ајде пиши таму, многу знаат увеле луѓе во што им ветуваме, убаво звучи, или свесно сте пристапиле. Заради тоа што, господин Иванов, овие работи кои што ги кажувавте и вас, и мене, ни се познати од претходно. Сте биле советник во општината, сте ги добивали овие информации, јас сум бил и претходно во советот на општината, и јас сум ги имал и тогашните информации. И тогаш иде италјани, и сега идат италјани, и така натака, и така натака. Затоа, пак ќе кажам, не ја трошите вашата енергија на образложение во насока на релативизирање на ветувањата што сте ги дали на нашите сограѓани. Ме молам, потрошите енергијата и јас ви стоам на располагање да убедиме неколку колеги од вашите, вклучително со вашиот глас, со гласот на колегата Муртезани, бар 2-3 од овие амандмани за Велес да ги усвоиме, да има некаков бенефит кавгава меѓу мене и вас, условно кажано кавга, политичка расправа, да има некаков ефект за нашиве сограѓани. Ние тука ќе се надмудруваме, ама платата ја добиваме. Да остане нешто. Затоа ви реков, јас на крај на криштата, кога ќе излезам од политика, имам да покажам објекти низ Велес, каде што се направило, заради тоа што јас сум инициирал, сум потегнал, сум се расправал. Па има многу анегдоти за театарот, некогаш ќе ви кажувам анегдота. Во Розе сала се донесе одлуката да се гради Велешкиот театар. Значи, дај Боже, едно мало објектче да направите во Велес. Едно мало објектче. Па не нулта кота, минус 100 кота направите, нема проблем. Господин Иванов, за Рамина не убедувавте дека тој проблем не може да се реши, 1/3 од градот ќе ни се срушеше. Денар не ќевте да даете никоја влада, никоја општина. За Рамин, куќи се рушеа таму. Немојте ве му. Велам, значи, политиката не е убава работа. Посебно за нас кои што доаѓаме од настрана од Скопје, каде што се знаеме сите. На крај од кариерата и моја и ваша, воглавном луѓето ќе имаат замерки. И за вас, и за мене, и за сите тука што се. Од Гостивар, од Делчево, од Берово, од Струмици и така натаму. Но, личното чувство е убаво. Ќе поминете покрај некој објект и ќе кажете овој објект е тука направен, или овој парк е тука направен, или ова тука е направено, или тој проблем е решен, или таа фабрика се направила заради тоа што некој дремал врз главата на премиер, на заменик премиер и така натака. Тоа е убавото чувство од
од политиката. Утре секој може да пререче 300 шпекулации, 300 измислени работи, во кампањи се ова, се она и така натака. Но тоа е, за тоа ви велам, малце се поприкажав. Најдобронамерно советувам, не го трошите времето за дискусии, за релативизирање на обврските кои што вие сами сте ги превземале пред Велешење. Ако ги релативизирате сите проекти што сте ги ветиле, на крај ќе испадне дека свесно сте ветувале нешто што не може да направите. А тоа не е добро. Затоа ве замолувам, заедно со колегата Муртезани, вие имате 2 гласа. Позицијата тука има 3-4 гласа, уште 1-2 од пратениците да убедиме, бар 2-3 амандмани да ги усвои комисијата, па да видиме што ќе правиме понатака. Благодарам. Панче Иванов,